Добар ден, јас сум Елена Панова-Наумовска, наставник по географија. Денеска ќе учиме за Германија, држава од Средна Европа. За таа цел ќе ве замолам да ги земете вашите атласи, во нив да ја побарате државата Германија и заедно, паралелно со мене, да ги барате по имите. Најнапред ќе се запознаеме со природните одлики на оваа држава. Германија е држава која што се протега во регионот Средна Европа, таа на север се граничи со Данска, Балтичкото и Северното море, на југ со Австрија и Швајцарија, на исток со Полска и Чешка, а на запад се граничи со Франција, Луксембург, Белгија и Холандија. Во овие граници Германија зафаќа површина од 356.000 километри квадратни. Германија има поволна географска положба, бидејќи излегува на две мориња, на Балтичкото и Северното море, но од нив поголемо стопанско значење има Северното море, затоа што ова море никогаш не замрзнува и Германија ја поврзува со Атлантскиот океан. Според релјефот се издвојуваат три природни релјефни целини. Северна Германија, која што го зафаќа северниот дел на Германија, односно се протега кај северно-германската низина, која што низина на повеќе места е мошурлива, низ неа течат повеќе реки кои што се поврзани меѓу себе со канали. Средна Германија го опфаќа средишниот дел на Германија, овдека се протегаат планините Харц, Тираншка гора, Ајфел. Овие планини припаѓаат на групата стари грамадни планини и се одликуваат со зарамнети и заоблени врвови. Третата природна релјефна целина е Јужна Германија. Таа се протега во јужниот дел од оваа држава и ја опфаќа областа јужно од реката Мајна. Овдека воедно се наоѓа и највисокиот предел во оваа држава. Тука се протегаат Баварските Алпи и Баварската висорамнина, а пак западно од Баварските Алпи и Баварската висорамнина се протега и планината Шварцвалд, од која што извира реката Дунав. Се надевам дека овие планини, кои што ги покажав, вие успеавте да ги најдете во вашите атласи. Следна природна одлика е климата. Во Германија климата е главно умерено континентална. Но освен умерено континентална клима, во Германија влијаат и се присутни и други типови на клими, како што е атлантската клима, која што е присутна на крајбрежјето на Северното море и допира се до средишните низини односно до средишните делови на германската низина. Јужна Германија пак се одликува со континентална клима, а додека на планините е присутна планинската клима. Реките во Германија воглавно припаѓаат на три речни подрачја, односно на три речни сливови. И тоа: речен слив на Балтичкото море,
речен слив на Северното море и речниот слив на Црното море. Во Северното море се влеваат реките Рајна, Елба, Везер и Емс. Овие реки се пловни реки и имаат проширени речни утоки, наречени естуари. Во Балтичкото море се влеваат реките Одра, Рандов и Варнов, а пак единствената река која што се влева во Црното море, односно припаѓа на Црноморскиот речен слив, е реката Дунав, која што кажавме дека извира од планината Шварцвалд и изворите се наоѓаат на надморска височина од 1078 метри. Во Германија живеат 83 милиони жители. Главен административен и управен центар на државата е градот Берлин. Поголеми градови се градот Минхен, Келн, а додека пак градовите Хамбург, Бремен, Кил и Росток представуваат поголеми пристанишни градови. Населението воглавном го сочинуваат германци, но освен нив има и голем број привремени вработени работници од други земји. Се надевам дека успеавте на вашите атласи да го најдете главниот град, како и поголемите градови, а и пристанишните градови. Германија е богата со енергетски извори, камен јаглен, хидроенергија и нафта. Германија е високо развиена индустријска и земјоделска земја. Во Германија се развиени речиси сите индустријски гранки. Како што е металната индустрија, машинската индустрија, електротехничката индустрија, прехранбената индустрија, хемиската, текстилната индустрија и бродоградбената индустрија. Таа представува една од најразвиените индустријски земји во светот. Најпознати и најразвиени индустријски области се областа Рур и областа Сар, а додека најпознати индустријски центри каде што се развиени црната металургија, металната металургија и останатите металургии се градовите Дортмунд, Франкфурт, Есен, Келн, Лајпциг, Минхен, Берлин, Јена. Исто така и земјоделството во оваа држава е развиено и во Германија од земјоделски култури застапени се пченица, хмелј, јачмен, шеќерна репка, компир. Додека пак од сточарството одгледуваат крави, свињи и живина. Како стопанска гранка во Германија и како значајна стопанска гранка на државата представува туризмот. Германија е 9-та најпосетувана држава во светот. Најпосетувани дестинации во Германија се следните: Берлин, Минхен, Келн, Хамбург, планината Шварцвалд, Баварските Алпи. Потоа посетувани се и Балтичкото море и Северното море.
Тука рековме дека има пристаништа кои што се битни за развој на стопанството. Во Германија е развиен и сообраќајот, значи во Германија има високо развиена сообраќајна мрежа, која што ја сочинуваат автопатиштата, железничките пруги, пловните канали и слично. Германија извезува машини и автомобили, а увезува земјоделски култури. Сега во продолжение ќе ви покажам некои фотографии од најпосетуваните дестинации од Германија. Има фотографија од Франкфурт, фотографија од Хамбург, фотографија од Минхен, потоа ги спомнавме Баварските Алпи. Значајни се овие Баварски Алпи, зашто тука се одвива зимскиот туризам и најпознат туристички центар на овие Баварски Алпи е туристичкиот центар Гармиш-Партенкирхен. Сега би сакала ова што го слушнавте да видиме дали сте го запамтиле и за таа цел направив, однапред подготвив прашања кои што ќе ни послужат за да го провериме знаењето. На овие прашања треба да дадеме одговор со да или не. Прашањата се следни. Германија има поволна клима. Германија зафаќа површина од 356.000 километри квадратни. Главен град на Германија е Минхен. По Црно море се влева реката Дунав. Сега би ве замолила вие дома да дадете одговор на овие прашања, а на следниот слайд ќе видиме дали точно сте одговориле на овие дадени прашања и со тоа ќе го провериме знаењето. Еве ги точните одговори. Значи, Германија има поволна клима. Точниот одговор е да. Германија зафаќа површина од 356.000 километри квадратни. И на ова прашање точниот одговор е да. Главен град на Германија е Минхен. Овој одговор е неточен. Научивме дека главен град на Германија е Берлин. И дали во Црното море се влива реката Дунав? Овдека точниот одговор е да. Се надевам дека научивте нешто од овој денешен час и ви благодарам на вашето одвоено време